5. Став 2, точка 1 от статут на община Делчево е свиквано 21-та редовна седмица на Съветът на община Делчево. За седмицата го предлагам следният дневен ред. Усвоюване на записник от 19-та седмица на Съветът на община Делчево. Точка бр. 1. Завършна сметка на бюджетът на община Делчево за 2022 година. Точка 2. Годишен извещай на община Делчево за 2022 година за заключение до усвоюване. Точка бр. 3. Предлог одлука за утвърдуване на зони за процена на пазарната вредност на недвижен имот и утвърдуване на пазарна вредност на градежно и земеделско землище според просечни цени да извършени купопродажби в предходната година на подрачието на община Делчево. Точка 4. Завършна сметка на явната локална библиотека Илинден Делчево за 2022 година. Точка 5. Завършна сметка на градинката Весели Цветови Делчево за 2022 година с заключено до усвоюване. Точка 6. Завършна сметка на Общинското основно училище Свети Климент Охридски за 2022 година. Завършна сметка на Общинското основно училище Ванчо Браке за 2022 година. Точка 8. Завършна сметка на Средното общинско училище Методи Митевски Брицо за 2022 година. Точка 9. Предлог програма за удържуване на явна чистота в община Делчево за 2023 година. 10. Предлог програма за управление с отпад в общината за 2023 година. Точка 11. Предлог отлука за собствено финансово участие за проект популация на коритото на река Брегалница в централното градско подвижие на град Делчево, изводно фаза 2. Точка 12. Предлог отлука за освободуване от плащане на комунална такса за користене и удържуване на явно осветлуване. Точка 13. Предлог отлука за одобруване на финансови средства на Крум Николовски за печатане на монография за село Косово Давид. Точка 14. Предлог отлука за освободуване от плащане на комунална такса за користене и удържуване на явно осветлуване. Това е два пъти. Добро. Точка 12 си биде 14 тя прилипнеме. На точка 14 си биде прашения и предложи на членови на спора. Отварям разправа връзка с дневния ред, дайте това разговор. Сашко, повече. Читувам изказване, читувам изпетници. Връзка с дневния ред, варам точките 1 и точките 2 да бидат тръгнати от дневния ред и бидат разкажени за наредната седмица, която по законски роки имаме време. Бидейки заистина нямаше държано комисия за бюджет. Значи там трябваше много работа да се разгледа, да се поразясна, за да не регуламе тук дневния ред с милион прашания. Сметам дека трябва да е отделовник по закона за локална самоуправа, да биде разгледана правилна комисия, бидейки става въпрос изключително важна точка. Предлог да съставим вас. Повече. Значи, като председател на комисия за финансиране и бюджет не беше държана комисия от мои оправдани причини. Така да предлогът на Сашко дека да се тръгне точката от дневния ред, значи на самата седмица на Съветът на община Делчево, тук е образлагачът, значи може да бидат поставени прашания и искат да бидат отговорени. Благодаря. И аз мислям дека тук е образлагачът, тук си сите съветници, всеки ще имаме на запрашените ни биде отговорен. Ако не биде отговорен, ако не се може отдавна да отговорят, ќе дадеме пауза, ќе вземат информация от дола, което ще им трябва и ќе може да ги сработиме точно. Все пак се работи за завършна сметка, само податки ще има. Не можем да даме нула на най-то задача. Аз се съгласвам и като това много пъти, когато поставиме прашани, ќе ни биде важно да го доставиме по писмена форма. В интерес на транспарентността не можем в исто време да я пласираме тази информация и да знаят гражданите на Делчево що се случва. От тия причини все пак сметам дека, бидейки имаме доволно време, може да се удържи тези седмица до предвидения рок, кога трябва да се поднесат завършните сметки. Сметам дека изключителна важност е да си задора, че ние всеки ще държахме сметки, и ако рече с координатор дека оправдано, всеки ще държахме предходно тие останоци, на кои много прашания, колкото трябваше нещо да се добие информация, имаше доволно време от 2-3-4 дена да се изготви да ни биде доставен, за да може тази информация да се проанализира и по-това да се нормално да се заземе став в коистата. Добре, повече не. Hvala председателя, значи рокът за подписване на завършната сметка е 15 март, така да нямаме доволно време. И предходно и за време, значи това е проба, пак човек се одръжа в комисията за финансиране и бюджет,
кажав, од оправдани причини, значи иначе секогаш ќе држа на комисијата за финансирање и буџет и самиот буџет кога беше донесен, значи 2-3 состанока имаше на комисијата за финансирање и буџет и пак и тогаш се поставува прашање на самата седница на Советот на општина Недолче. Кога е во прашање буџет, според мене само едно мислење да кажам. Кога е во прашање буџетот треба да имаме комисии и оттаму да почне расправата практично за формирање на буџетот. Кога станува збор за завршната сметка и за извештај, ние многу и немаме што да го менуваме. Тоа е бројки кои што треба да ни ги образложи. Моje видување и моje мислење. Повеќе се. Апсолутно, значи едно е планирање на буџетот и негов начин на кој треба да се реализира, а друго е реализацијата на буџетот. Каде тие пари веќе се потрошени и ние сакаме да знаеме транспарентно како тоа се случува, во тие причини барам не дека, значи сигурно ќе се согласите како исклучителна важност да ги имаме правилна информација. Ако инсистираш нешто ќе става на глас, ќе остава твој предлог на глас. Сметам да не. Ајде имам пора. Просто давам задршка во однос на незајдењето на која сешка, попълно согласен со него, причина што заедна сметка е после началот на бюджетот е вториот најважен документ кој ќе донесе општина Недолче во тек на 12 месеци. Тоа што кажувам нели признато сешка која на што сме дека на 15 и крајно точно нели има многу малку време, но причината не е до нас, причината е до најажността на служби. Ще јас на на една седница на Советот на општина Недолче има поднесено прашање до приход на сектор финансии, прашање кои ми се очекува важност за самата расправа за днешна седница. Значи, 19 седница на Совет беше направена 2020 година, а одговор ми беше доставен 5 минути пред самата седница на Совет. Тоест на 13 деци, јас не се признах од архивот. 5 минути пред Совет. Јас, например, додат тотално подготвен за ваша сметка на... Стајно прво, точно е до 15, ама не искам да справя нещо, за което ние нямаме. Денеска е 13. 15 е на утре. Треба комисија да закаже на утре, дори по-скоро да има седница. Ако е това ваш предлог, ќе оставим глас. Ја предлагам точките да останат, кога сите прашања што ги имате да ги поставите до образлагање. За поднос на транспарентност на секоја седница се снима, знаете, предјаните јас да слушам. Доколку Советот инсистира со предлог и ги ставим на глас. Добре. Дали некој друг разговор? Овој има? Ладно, задачи. Моли издање се бара нели точки 5, 6 и 7 исто така бил од земји да земјате, од причина што дали се материјали не се одветност со само за тематика за расправа на истина. Предлогот не се припаѓа. Няма да ги ставим на гласни, точките и дневниот ред е формиран уште кога се пуштени материјалите и не можеме ние да ги... Не гледам основа на која ние да ги тргнаме. Ако можеш да ми образложиш точно на што се мисли. Може да мислиме во текот на тоа што јас мислам дека тоа дали материјали до нас не се завршени сметки, а се пријави до централен регистар на Република Македонија. Таа причина. Дозволиме образлагачите се тука да им дозволиме се што има да кажат. Доколку материјалите не се во ред, ќе ни објаснат, тука се устно да ни објаснат. Да ни кажат зашто сте дозволени. На залата не треба да знаат, па бил и реализирани приходни разходи, кои нема никакви планирани, има само реализирани разходи. А не дела пример по отделно да секоја наставка од залата сметка и губени време. Павло председател, значи малку треба да разграничиме што е буџет, што е завршна сметка. На завршна сметка немаме ние планирани разходи. Значи имаме само остварени, реализирани разходи текот на година. Не може ние да ставим и план и остварено завршната сметка. Реплика на координаторот. Зошто во буџетот на самата сметка на Советот на општина Недолче имаме едниот тек, а во овие имаме друг тек. Значи дека не се потиска како и како, и со кој начин. Прашање
Значи, за секоја завршна сметка има образлагач, така да ќе му биде одговорено страна на образлагач на својот процес. Смятам дека различни личности ги правиме тие завршни сметки, не може сега да ја поеде. Да, и това, значи, координателът става во улога на адвокат на изработвачите на сметките. Значи, сметката се знае како се изработва. Па немаме От план. друга страна, изваѓаме дека не ги разбираме работите и може би дошло да помине на своето носителство. Ние трябва да не засегне заради интегритетот на своето, како се прави завршна сметка, какво прави система да види така нататък. Не се съгласен с вашето излагане. Второ, точки, които останахме да я и възлагачите са тук, също имате да разложим. Да не се повтори предходния съвет, кога бараме да се дадат да вземат точки, кога ќе ставим точката на дневен ред, наеднаш нямаме прашање за възлагачите, нямаме забелешки, нямаме нищо. Смятате забележки да беше дадено на финландската завршна сметка, кога рекла дека 18 година тоа ќе биде има записник, има ако има снимка от това, може да се види дека това беше добре дискутирано и беше съвсем достатъчно дека наистина тия работи ќе бидат отстранени. Еве новата сметка, който не работите не са отстранени. Колко има такова? Борец, дали някой друг бар разбор? Повели. Значи, главно, ако ще знае точка на ДВ, да е дадена точката за отговорение на следствено бюджет може да бъде за санация на кръвна основа много масно. Ако има назначение за обекти на обществена държава, с цел да има защита на отговорни и разпарени на надеждите структури, които са глобоко по-трудно на дължи. Именно само сайдно напълно, повече обари, директно не пати до коместо, не пати беше ми сигурирано, дека трябва да се спази деловито, член 49 на по-предходна седмица на съвет, мене беше поварено да доста материал, т.е. мислим за началникът. Аз да поставям доста предобавяне и просто наведено. Мислим за началникът, а гледаме бизнеска не е и смисъл да не е правилно дневен. Например, да съм сигурен за това, ще отговорим, само ще я цитирам, ще му да предобавяне, че спомня долу там, в средата на дължане моментално архитектонско дело, дадено се пари на самопридонест, а след да чечени по планежна система СПР замислен изгледен до ниво на карабината по организативна театърска арена на затворено. Днешният спомен дел масно представя гълбовата за държуване на военни състояния. Общия делчо и до конкретни ресторани, пицерия, библиотека, музеи и център на култура. Като доминантен собственик на делови простори, божовът общия делчо, обминалата на някакви пати, интервенирала за санация и първата на този покривач на спомен дел на Тасно. Последните няколко месеци за Чепчеви се до odnosu na сегнатите шумови бележите и препознати в обект, кој што е еден от символите на Делчо. Спомен дел на Тасно е от толкова значение делото на Делчо, што го има и необходимо Делчо знаме. Следуваат връжни фирми, кои што може да предизвика пресакани влияние да строи държавен обект, а потребата за негова санация е повеќе од нитно. Толку поради нови наведени няколко причини, случаи духа на хората промени коалицията на заместителния под общен Делчо и поради това, што не сме задоволни отговорът на главначалник от Соброй 08 съдичка 418+2 от 22.2020 година на нашето барене 08 съдичка 418+7 от 22.2020 година до главначалникът до доказателна съдебната Делчево предлагаме за ставане на точка на ДВР за наредна седмица на съдебната община Делчево. Имам точката и обете дека ќе биде на дневен ред, кој ќе биде уредно поднесен. Не е уредно поднесен. До мене нема доставено мислење до градоначалникот. И градоначалникот ќе нема да спази процедурата. И градоначалникот има врска до мене да достави мислење и кој ќе биде има го наведено, ма не е доставено. Јас го немам. Ја немам видено мислење. Шо знаеш дека има архив, ќе идеш во архивот, ќе вземеш важното и до уредно ќе го поднесеш. И доставете ми го преку архива уредно со сите, согласно член 149 од статутот на деловникот, односно од деловник и точката ќе биде ставена на дневен ред. Ќе биде разгледана некако предлог тука, точка која ќе ја претресеме и од која ќе излезат заклучоци. Па ќе ги задолжиме одделенијата да изработат се што треба да изработат.
И някой пак е тази точка ще биде на дневен ред, само да почитуваме процедура. А процедура колко е на тези изискванията да получил от... Не знам, зависи от службите кога е. Точката ти биде на дневен ред. Тя е претресена. Пред доходника не може да изготвим. Без службите, какво ти изготвим пред доходника? Първо тя претресеме, ти произлезат заключоци, ще се дебатира за тази точка и ги задължим. Отделението за урбанизъм едно, отделението за финанси и друго. Всички отделения, зависи от които трябва да изготвят точно наведени по член 149. Ако тя разгледа повторната инициатива, съветът може с заключок да го задължи градоначалното. Да изготви и поднесе пред на отговор. Значи, ти си почитувам, ти си одиме по деловник, който ти биде завършено всяко, що трябва. Само поднесе част да биде да ги съдържи сите елементи. Повече. Само волосна процедура, да не се дозваните на предел тук, просто не случайно колко време от подписването на Веди Трети, него следващата група на Рома Дъбова е опит на силно за Македония до секретар на научна делство, съгласно член 20 на научна делство, според кой член на своето има право и длъжност и кой да бара от администрацията на община, да добави друга изключена помощ за изготвянето на предел всички, които му донесло на своето възстановяване на всички граждани и връщане на други работи, ще му вземе да съдят от комисия да пречели му. Значи, ние като следваща група се поваряме да ни се помогне за изготвяне на предел бари, за да ги понесем на нашия бари за евентуални полуни наука за предварително за освобождане на национална такса. Ние да днес реши 8 вкусно предложение, като други личности нямаме. Тоест, кажете на следното, където се колко на настъпване не може да добави, няма да реши на точка на ред. Променя ли забележка? По председател на Соя, тя не само говори за функционирането на общата администрация. Има друг задължен. По него ти ги насочи. Предлогът на САЩ оставаме на гласане. Да се тръгнат първа и втора точка от дневен ред. Кой е за? Против? Въздържани? Констатирам дека предлогът не е усвоен. С 7 гласа за и 8 против. Дали някой друг ба разбор връзка с дневният ред? Не, бидейки никой друг не ба разбор, дневният ред го, за прав раз против дневният ред го става на гласане. Кой е за? Против? Въздържани? Констатирам дека дневният ред е усвоен с 8 гласа за, 7 против и 1 въздържан. Усвоюване на записник от 19-та седмица на Советот от научния делчо, да пара ваш прав по оваа точка, дали некој ба разбор? Повеќе Сашко? Почитувам председателя, почитувам и съвет. Моето барање во врска со недоволни информации беше стопно подкрепено со записникот, во кој на страна 6 во третиот фонд 2 цитирам што неколку записник. Очаквам, макар што рече дека во ИЛБ има едно лице преплатено за кое платата е од општина Делчево, а во детската градинка имало порано, ама сега нема. Ако ги погледнеме материалите, мене ме интересираше дали во детската градинка имало планирано средства за временно заплатување или немало, бидејќи во претходната година според преживањето на администрацијата на локалната самоуправа имало, кое се финансирало од градинката, а во завршната сметка од нив нема. Значи, парадокс на некој начин или две спротивни изјави, така да ќе треба секој да се произнесат кога ќе дојде време за тоа. Од тие причини, доколку имавме информација, тоа ќе се достави писмено, може би техничка грешка, може би не, меѓутоа, сега сме на некој начин уведени во представени изјави на две релевантни институции. Ќе поставите прашање, ќе го добиете. Ја немам информација, во моментот не можам да имам. Добро, ми видува да ни спади секој својовме записник во кој имаме информација, а потоа требало да реагираме во записникот за да не влезе така во записникот. Сега гордиот што правиме. Добро, ваш предлог кој што да направи? Не знам. Значи, ако беше точката тргната од дневен ред, не, доктор, значи, ако точката беше тргната од дневен ред, ќе се разговараше, макар ќе се направеше координација, ќе се видеше дали е техничка грешка, дали е, како да кажа, доведено доведување од заблуда или слушно. Дневниот ред е веќе изгласан и усвоен. Да. Разговараме за усвојување на записник од 19.
седмица. Земете збор и дайте конкретно да знам. Конкретно што? Грешка нещо е Привикуваме от дневен ред, по записник, друго. Не можем да работим. Сега разговаряме техническа помощ, не знам дали от правната помощ го стигнате или вие предложите како ова да... Значи имаме две протиставени работи. Факти кои... Кои са те? Едната е дека во детската градинка имало порано, а сега нема. А другата е дека немало и порано временно работување. А дека е другата? Искаш Данъчната сметка, значи нема порано работување. А во записникот ни гледува дека имало порано работување и имало ръководител. По кое завърши? Во завршната сметка на градинката која ќе усвојуваме после известно време. Добро, бидејќи тук Това е може директно да е моја грешка, може да е моја грешка. Во записникот во оригинално момента, у тетрадката е одговорено на това прашање од страна на ръководителот на секторот не. Само не, можете и да видите тук. Ако сакате, значи можно е да сам јас грешила. Това е за библиотеката не, а за градинката точно Даже точно не ще го во отговори. ЈЛБ е не. за градинката е. Не, Одговорот во е. ЈЛБ е не. Значи отговор беше на мене да аз съм Во ЈЛБ За е не. градинката станува збор, Значи одговорот не, не. можно е да е моја грешка. Значи во записникот сега треба да стои одговорот е не. Ја Председателя, може? да видите. Може да е повели. Хвала председателя, значи реплика на нас. Значи прашањето до нив беше, мисля до ръководителот на сектор финанси, дали од општина Делчево има финансирано лице кое што работи во детската градинка Весели Цветов преку Агенција за временно обработување. Значи неговиот одговор беше дека имало, а сега нема. Значи нема вработено лице во детска градинка финансирано од страна на општина Делчево преку Агенција за временно обработување. Тоа беше одговорот на ръководителот за финанси. Тоа беше одговорот на ръководителот за финанси. Значи, слушай, напишено, ја се пустих, ја бих баш што сте пришли, видите, баш што те сега моментално не. Добро, ви имате констатирано дека има некој недоволство. Очекувам кога ќе се земе збор, да се каже, да се посочи грешката и да кажеме што тражиме. Прашање ќе поставиме до некој. 10 минути 15 деструкција има. Да не можеме да почнеме со работа. Не ми е јасно. Која е целта? Да не работиме, да немаме седница. Сашко, земи збор повторно ќе повикува. Точно формулирај го прашањето. Кој ќе биде? Кој да даде одговор? Да, ние имаме легитимно право да бараме измена на дневен ред. Дневниот ред е завршена работа, изгласана. Не, јас се произнесувам по това бидејќи рекохте дека правиме деструкција, не сакаме совето да работи. Значи сакам по него да право да завршиме. Значи ние бараме согласно деловите, согласно законот, бараме легитимно тоа што можеме да го побараме. Сега, во делот на протиставените изјави на две институции, дали ќе биде во местото на претресот, јас пред време ви го кажувам тоа, за да не испадне, требаше да реагирате на записникот, како што сега координаторот на советничката група ми рече, треба дневниот ред е усвоен. Значи ние таму без да ги кажеме сите работи, побаравме измена. Сега се повикуваме пак, зашто тогаш не е извршена таа измена, за да не се пак повторно повикаме, зашто сега оваа измена не е извршена. Не знам дали сум јасен, ама не се дека враќаме. Не си јасно, зашто се изјава Напишано, добро е напишано, вика порано имало, а сега не. Значи тоа беше одговор. Во претресот, по точката ќе кажеме се што треба тогаш да кажеме, за да... Окей. Значи бараме само дали е грешка или не е грешка, дали е тоа што е напишано е така или не е така по записник. Значи во записникот рече дека порано имало, сега нема. Така го рече. Јас ги дека порано имало, сега нема во... Порано имало, сега нема. Да, Еве и пилото што се што не е во записникот исто. Во записникот напишано. порано имало, сега Сега нема. не, во записникот стои тоа. Еве после ќе се посети на ова изјава што е Добро, ајде, ќе ја видиме поента да после. Дај некој друг бара добро сте забава. Повели. Значи, например, да ги двига дека правиме струкции, ти да ги гледаме поземјања да не конструктивна мисла. Не, јас сакам да после може да рече дека се
един транспарентен отговор, който ще великува и съм искрено съм благодарен. На по-хора. Бонус на Odnos na zapisniku, това е искам. Каже и по-хора. Хайде да работим, сконцентрирайте, имаме точки, на които трябва да работим. И бонус на записи само определено подателството на посещите група на съда сума да отговори дали да отговори на своите прашки от пиарът на община Белчев. Дали да отговор от пиарът на Надвор от дневния ред, да, айде после како 14-та точка има прашани отговори и се дајме дали. Айде, дали некој друг ба разбор во врска со усвојување на записник во 19-та седмица? Бидејќи никој не ба разбор, го ставам на гласен. Гласам за усвојување на записник во 19-та седмица. Кој е за? Против? Нема, воздържани нема, констатирам дека е усвоен записник. Точка број 1 завршна сметка на буџетот на општина Делчево за 2022 година. Повикувам образлагачот Анка Христова да ни образложи. Завршната сметка на буџетот на општината содржи пропишан преглед во кој се планирани буџетските приходи споредени со наплатените, како и планирани буџетските расходи споредени со реализираните разходи на сите сметки. Завршната сметка на општината ги содржи и сите елементи кои што ги содржи буџетот на општината и таа представува консолидирана сметка на планираните и реализираните приходи и разходи и како на основниот буџет, буџетот на донации, буџетот на дотации, буџетот на самофинансиращи активности и буџетот на заеми и кредити на сите програми и подпрограми. Завршната сметка на преглед на регионалното се доставува до собата на општината која донесува, односно ја усвојува истата и таа се доставува до Министерството за финансии најкасно до 15 март. Това е рамката дефиницията за завршната сметка. От купно планираните приходи по буџетот на општината и приливите во износ од 35 милиони 909 хиляди 620 денари, наплатени се 278 милиони 320 хиляди 340 денари, односно 91% од купниот буџет. Да го анализираме основниот буџет, ќе видиме дека вкупно планираните 100 милиони 563 хиляди денари, наплатени се 85 милиони 592 хиляди 60 и изразено во проценти 85%. Прегледот на договорниот дел по доставените приходи во основниот буџет по позиција иски за вад. Групата 71, за да можете да ме следите во образците, се данъчни приходи. Во данъчни приходи влегуваат данък за доход, планирани во износ, реализирани во износ од 2 милиони 969 407 денари, потоа данъци на имот, реализирани во износ од 16 милиони 941 907 денари и во данъци на имот влегуваат данък на имот од физичка лица, реализирани во износ од 6 милиони 990 хиляди, данък на наследство и поребот во износ од 1 милион 863 хиляди, данък на имот од правни лица во износ од 4 милиони 460 хиляди и данък на промет на недвижност права во износ од 3 милиони 621 хиляди. Потоа данъци на специфични услуги 717 конто, реализирани во износ од 14 милиони 826 хиляди 282 денари. Што влегува во данъци на специфични услуги? Овде влегуваат комуналната такса за стакната фирма, која е наплатена во износ од 1 милион 873 хиляди 928 денари, потоа комуналната такса за користење и одржување на јавно осветлување, наплатена во износ од 9 милиони 387 хиляди 253 денари,
Потоа огледували надоместок од уредување на градушно земјиште во износ од 2.094.000 денари, комунална такса за користење улици со патнички и товарни моторни возила, кои што се плаќат при регистрацијата во износ од 1.300.000, комунална такса за користење на площади 130.000 и други комунални такси. Конто 718 такси за користење или дозволи за вршење на дејност во износ од 82.000 денари, 969, и определува износот на надоместок за добивање на лиценца и помал износ на парични казни за комунални подружници. Во групата 72 неданъчни приходи, наплатени во износ од 2.144.760 денари, влегуваат административните такси кои се плаќаат за списи во износ од 590.410, потоа такси на доместици 548.730, други владени услуги 33.300 денари и други неданъчни приходи во износ од 370.320 денари. Групата 73 капитални приходи наплатени се во износ од 5.337.136 од планираните 6.877.000 денари. И овде влегуваат приходи од продажба на земјиште во износ од 2.180.000, потоа приходи од закуп на земјоделско земјиште во собственост на државата во износ од 1.374.000 денари, надоместок за концесија за експлоатација на минерални суровини во износ од 990.000 и надоместокот за изградување на правен статус на бесправно изградени објекти за легализација, односно легализација во износ од 788.546 денари. На групата 74 трансфери и донации од планираните 48.997.000, наплатени се 43.430.974 денари. Ова е почитување што се однесува за вкупно планираните и наплатените приходи. Од вкупно планираните разходи за 2022 година, во кои што се планирани исто така во износ од 35.909.000 денари, реализирани се 277.830.988 или изразено во проценти 91%. Во основниот буџет од планираните 100.563.000, реализирани се 85.592.060 денари, односно 85%. Согласно економската класификација, разходите се делат на текумно оперативни и капитални разходи. Во текумно оперативните разходи спаѓаат на група 40 плати и наемни на доместници, кои што се реализирани во износ од 30.048.434 денари, од планираните 31.264.900 денари, и истите зафаќаат 35% од вкупно реализираните разходи по основниот буџет. Меѓутоа, во оваа група покрај платите и надоместоците плати на групата 40, значи влегуваат и надоместоците за седмиците на совет, кои што се исплаќаат на почитувани советници, и доколку се изземат овие надоместоци за плати во групата 40 за плати и придомислени плати, процентот ќе биде 9,5%. Групата 41 издели и недефинирани разходи, планирани се во износ 50.000, оваа година овие не се реализирани. Групата 42 стоки и услуги, реализирани се во износ од 22.649.651 ден. Овде се вклучуваат издатоците за патни и дневни разходи, потоа комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт, потоа напашки на ситен инвентар, алат и други материјали за поправки и тековно одржување, други договорни услуги и други тековни разходи. Износот на стоки и услуги кои се планирани во општинскиот буџет. Група 42 во износ од 27.500.000 денари, реализирани се 20.649.451 или 82%. Од нив за патни дневни 560
почитувани 300 денари, знаете, реализирани се подносно, когато ги анализирате програмите во програмата Совет Ангула се реализирани 300 денари, кои што беа средства за наградените ученици и матуранти от гимназија. Потоа комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт во износ 7 милиони 714 825 денари. Материјали и сите инвентар во износ од 2 милиони 570 денари. Овде влегуваат канцелариските материјали, списанија и вестници, прехранбени продукти, пијалци, средства за одржување на хигиена и други материјали. Поправки и тековно одржување во износ од 2 милиона 882 денари. Договорни услуги во износ од 3 милиона 60 107 и овде влегуваат правни услуги, платење на судски такси, изработка на просторни и урбанистички планови и други договорни услуги и други тековни расходи во износ од 3 милиони 50 199 денари и овде влегуваат членарини во домашни организации, расходи за репрезентација, објава на области и други оперативни расходи и на 427 конто привремени вработувања кои се планирани во износ од 2 милиона 855 хиляди, реализирани се во износ од 2 милиона 801 денари. Субвенции и трансфери, значи 45 групата, тоа е каматата, во износ од 74.119 денари, за отплата на договор за кредит. Потоа група 46 субвенции и трансфери, реализирани се во износ од 1 милион 601 хиляда. Овде имаме 463 трансфери до невладени организации, кои што се планирани во износ од 6.000, а се реализирани во износ од 202.000 денари. Овие се делат трансфери, знаете секогаш како на трансфери до Сдружение на граѓани, кои што се реализирани во износ од 20.000 денари и трансфери до спортски клубови, реализирани во износ од 180.000 денари. Разни трансфери, планирани во износ од 1 милион 612 хиляди, реализирани во износ од 1 милион 399 хиляди денари, одвеликуваат стипендии за студенти и ученици во износ од 348.500 денари, потоа плаќање по судски решенија 336.686, трансфери при пензионирање 114 хиляди и разни трансфери во износ од 590.527 денари. Социјалните бенефиции група 47 од планираните 915 хиляди наплатени реализирани се во износ од 870.138 денари и овде влегуваат трансферите за новороденчина и за еднократна помош. За новороденчина се наплатени во износ од 212.436 денари, а за еднократна парична помош наплатени се во износ од 657.020 И на крајот капиталните разходи, кои се планирани во износ од 35 милиони 79.800 денари, реализирани се 26 милиони 882.863 денари или изразено во проценти од вкупно реализираните разходи во основниот буџет 31,4%. Во 2022 година почитувани реализирани капитални разходи во износот од 26 милиони 882.860 денари се купување на канцелариска опрема, 30.000, информатички и видео опрема 112.000, опрема за грејење и климатизација 89.000, изготвување на проекти 1 милион 290.767, изградба на улици и патишта во износ од 4 милиони 704.000, реконструкција на улици и патишта во износ од 617.000 денари, набавка на цевки за канализација, изградба на капацитети за водоснабдување и изградба на други објекти во најголем износ од 15 милиони 290.000, тоа знае и самите за изградба на градскиот базар. 491 група отплата на главница во износ од 3 милиони 465.250 денари. Почитувани
председатели, почитувани съветници, ова е накратко за образложението за планираните и натрапените приходи и планираните и реализираните разходи по бюджетот на општината. Во продолжение ви имате сите овие разходи по програми. Дали има потреба да ги образуваме по програми или самите веќе ги имате анализирано, ги имате разгледано и доколку имате прашања, доколку сакате да поставите прашањата. Благодариме на образованието. Отварам разправа по оваа точка. Дали некој има разбор? Олиго. Това да следващи. Сега сме една годишни излишки. Завршната сметка. На завршната. Пошто померите сме годишна сметка е проблем. Годишна и завршна исто. Не, годишна и завршна сметка. Годишниот извештај во подруга форма, ќе имате после на дневен ред, годишна и завршна сметка имаме Добре, тогава сега не се смени. На завршна сметка? завршна. На првиот ден рече ми дадено се обложно. Това е дел по петно ден ред. Да знам да за това знам. Ако възлаганието не е случайно се гледа? Завршна сметка и остави в дневен ред. Вански да не е пите. Айде, да ми сбори хора. Значи, пред да отдаваме и моето благодарение, само сакам да, пошто домашна ситуация, за която аз съм нямам повече време, гледам дека тук на сектор финанси обично не ми отговарал. Много пак ме въртиха, аз сега не да прашам. Две прашања. Първо прашање е колко е сумата за комунални такси от придобивени от улично закупување за 2021 година. Ако ме колата да се продажа. Да, последно час пред малко до дадох податок, те е повторно ще ви кажам. Значи на група 71, odnosno 717 данъци на специфични услуги, които бяха реализирани от износ от 14 милиона 826. Аз по-детално ви ги дадох, вие от не ги гледате, аз по-детално ви ги дадох, що влегува во овие данъци на специфични услуги, овие легува, значи покрај другите комунални такси за изтакнати фирми и така натаму, влегува и надоместокот, прашате за држување на јавно состојбење, така? Значи да, надоместокот и тој е реализиран во износ, односно наплатен во износ од 9 милиони 387 259. Значи, барам написано да ми достави информация, по-отделно за всеки месец, значи от преди първи ранечки. Накрая да посвоя всички прашања по обајата. Сега възлагача. Тук може да изговаряме по точка. Колко е сумата, значи, која ще придобиме от комунални такси за издадено земјиште? Давам се подзаведување на граждан земјиште или комунали, да, во износ од 2 милиони 94 хиляди 201 дена. И во која програма се ставени средствата от комунална такса и капитални приходи? Значи, во групата 71 или цифрено 717, група за приходи се прашуваат. Да. Тука се во групата 71 или 717 данъци на специфични услуги. Во износ од 14 милиони. За тоа што не ви се јасно, значи не е појмот специфични услуги, што се тоа, за тоа по-отделно ви ги образлагам. Значи, во данъци на специфични услуги влегуваат сите видови на комунална такса за изтакната фирма, комунална такса за одржување на јавното осветлување, наместо за редување на градско земјиште, комунална такса за користење на улици со патнички и товарни моторни возила што плаќаат регистрација, комунална такса за користење на площади, комунална такса за прекраден престој, значи сите видови на комунална такса.
Или ако погледнем нели, значи во делот на публични разходи и делот на публични приходи, значи планирани 30 милиона 643 денари, а планирани публични приходи 246 милиона 309 хиляди 838 хиляди нека, обща недостатъчно гледа завършва с дефицит от 16 милиона 130 758. Откъде на 60 до това, значи за това и значи ако погледнем на преди, аз на това да прашим и поглед това ще имаме дефицит. Той е планиран ли? Добре, нека се докаже следното, тук вземете с главно. Исто и го реализиране. Реализиране защото не е 16 милиона, е 4 милиона. Пак имам дефицит. Още не е 16 милиона, а е 4 милиона. Трябва да нямаме суфицит, а имаме дефицита. И това не съм ясно покажа защо имаме хора в нечки обща недостатъчно в 2022 година. И поглед това ще имаме дефицит, на местно на условията, че аз имам внесено на следващо прашение, колко броя на работни бокси на Делцево, видим дека, значи от 2018 година до 2023 година износът на работни от 34 се изборява на 51 работен и поглед това, що имам общината на Световни водолови, после гледаме на Погодишни вещи, колко са изборено купна работна община Делцево, началникът упорно е изброил областната администрация, от кои причини значи. Ние не знаем си нека да поставим въпроси на това си преобразование, които сме били повечето за време на околната избори. Но ако така го продължим, че ние ще дадем ситуация, в която значи трябва да се поднася бюджетния ризик на община Делчево, което ще не сака да го е страшно да го обмислим, но нека се движим на тази насока причина, що купим отговорност на Делчево, моментално ако погледнем позади държавната сметка, значи процентът на реализация на бюджета имаме реализирано 80 милиона, а купим отговорност да погледнем на бъдещи вижте е веќе нас 90 милиона, ние веќе имаме дълг некъде скоро 3 пъти по-голем от основа Наследен дълг, правильно? изборен дълг. Наследен. Трябва да се види исторически устроена след може да се бъде много по-назад и да не причини да ги наследен. Ама не, на дневен ред не е. Точно имаме там възбарна за 2020 година. Нека се покаже. Защото да се сметка, има и много хора, позади да бъдат. Добро, имам добър шия. Го завършим мисълта. Айде да продължим. Да, виждам, това ще се последи, Благодаря. Хайде некои друга разговор. Не, бидейки никой друг няма разговор, завтра на разправната по ова точка исто представам на гласа. Гласаме за усвоиване на завършна сметка на бюджетот на община Делчево. Кой е за? Против? Въздържани? Констатираме точката усвоена с 8 гласа за, 9 против и 7 въздържани. Точка брой 2. Годишен извършен на община Делчево за 2022. Поведете на го да бъде. Почитувани председатели, почитувани съветници. Съгласно член 34 от Закона за финансиране на единиците на локална самоуправа, Съветът на общината усвоила годишниот извештај во кој покришто податоците кои што претходно ги областите во ставичната сметка се содржани и поверувањата и областите кои што ги на общината, како и извештај за средствата и нивната вредност. Пред малку ги слушнавме, мислам дека нема потреба овде, бидејќи е обврска негде во тази годишниот извештај. Ги слушнавте колку се планираните приходи и разходи, колку се исто така наплатени, односно остварени. И сега покрај приходите и разходите, кои што спомнавте, имаме и поверување и обврска.
Со состојба на 31.12.2022 година, општина Делчево има ненаплатени поверувања откупени за 125.515.000 денари, дел од нив се утужени. Овде ги имате по кој основ се овие ненаплатени поверувања, тоа се данок на имот, данок на наследство, пожарба, комунални такси, данок на комунарите. Општина Делчево исто така има ненамирени обврски према добавачите, без се 191.597.630 денари, во кој излез влегува и пресметената камата за притужените обврски. Значи имаме притужени обврски. Дел од нив, односно 182.890.180 денари се обврски по основ на главен долг по судски извршени решенија, односно притужени обврски заедно со сметената камата. Како што пред малку реците, има обврски кои што се по кумулативен износ, кои што се наследени од многу години претходно. Така да каматата расте секојден, овој износ е со таа камата до сега, додека ќе биде наплатен долг, веројатно ќе биде каматата поголема. Со состојба на 31.12 постојаните средства во општина Делчево по набавна вредност изнесуваат 654.829.000, додека сегашната вредност е 546.550.448 денари. Досегашната набавна вредност на постојаните средства е зголемена за 84.454.954 денари и ова се однесува за изградба на повеќе локални патишта и улици во градот во годината, додека поголем дел, односно 32% од вредноста на градските објекти припаѓа на Рошана. Вредноста на основните средства градични објекти ги определя градичните објекти домот на културна разно 6,7%, 40% за улици и патишта, локални патишта, пристапни патишти и тениски игралишта, објекти, паркови по председата, така натаму сите околни средства должни да го Благодарам на предлагачот. Отвараме расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Ова е Љубена. Да, такси за вршење дејност во дейност облекуваат лиценците, кои што се за диското, значи да има да може да работи порано, со некои историски податоци што имаме, повеќе локали ги земаат тие лиценци, тие дозволи, меѓутоа оваа година се земени веројатно само ете представува таа како тој е толку на реализација. Другите не сакаат да земат лиценци за да работат повеќе од дозволеното работно време. Сега дали до 1 саат до 10 минути колку работи, за да можат цела вечер да работат, тие треба да имат лиценци. Значи само една фирма, која фирма, не се веројатно предпоставувам, една фирма има, која не е извадена оваа лиценца. Другите сметаат дека имаше најава од други фирми, меѓутоа сметаат дека нема да имат веројатно промет, не се склапи и затоа не ја извадили лиценцата и затоа по овој основ се потврди толка бизнес. Дали некој тоа збор? Овој. Првото моје прашање се однесува во делот 3 разходи на општина Делчево, ќе го погледаме нели процентот на купување разходи биде веќе 91%, а погледаме процентот на разходи во основната бюджет на општина Делчево ќе биде 80%. Причината за и двата проценти се високи, може да се кажува колку долго се работи со самиот бюджет. Само што лежано има некои 6% разлика меѓу двата меѓу основниот и компанија бюджет. Можда причината е тоа што голем дел од буџетот значи оди за посlovна организација и оди за плати. Во
право са не само право. Значи, да, може да. Вкупниот процент на реализација така е изјавен, а сошто е основниот износител. Да, значи процентот е зголемен затоа што најголем износ на процент на реализација е бюджетни на дотации и од планираните 182 милиони оставените 175 милиони или 36%. Додека пак процентот на донации на самофинансиращите, на приходите од самофинансиращите активности го намалува пак вкупниот процент. Затоа што тие секогаш поголем износ на планираните приходи ставаат, а има помал износ на реализирани и тој изнесува 70%. Така да вкупниот процент, знаете, не е сметки една од сите сметки соберен и си тој износ. Тој износ представува на 40%. Сега анализата не е способна да направите на основниот бюджет. На бюджетот на дотации и донации на самофинансиращи активности не е правена анализата, затоа што знаете сами колегите. Износот на дотациите доаѓа од државата или најголем дел е заплатите и тие целосно ги реализираат тие износи. Значи, само може непредвидливо да стане износот на донациите, кои што можат да бидат, можат да се реализират или не, доколку и износите на собствените сметки или самофинансиращите активности, бюджетските корисници треба да се ги коригираат и отприлика можат по-правилно да ги планираат, затоа што 70% стварно е малку процент. Кој го намалува се вкупниот процент? Однос на исто прашање, че јас не случајно се поставам исто прашање, че јас на 19 седмици на Совет, на моја случај, на поставам следващото прашање од моја страна, значи кој е футбол дека ќе го цитирам с оглед на тоа што се дочва работи со одобрени месечни ресурски лимит убиствено 7 милиони 25.550 денари, имаме потреба да ја вложиме на платата од месец 11 и 12 2020 година. Исти се наплати до месец 1 и 2 2020 година. Доколку не беа одложени, поставам дека процентот на реализација беше поголем. Тоа се може да биде 85%, и беше некој поsto колку повеќе. Дека беше поголем, и повеќе беа одземени средства, така може да ги искористиме за потребите на учењето. И второто на финално прашање има бонус за средства за образование и други, значи колеги, значи состојбата на 32.12.2020 година ќе да задължена на платени образование со вкупен износ од 12 милиона 515.630 денари. Цело ми се отужим, че ако се попитаме на закона за неплатени образование, само знаем дека имаме наши законски кои што исти треба да бидат наплатени и после известен период од време треба да бидат подпишени. Има ли това колко тие образование према субјектите реално треба да бидат подпишени и нямаме контрол. И на кој начин треба да бидат подпишени. Това е много сериозна сума на пари, која што не е наплатена на останалата на договор. Начинот на отпис, значи како може да се отпишат одржувањата е со одлука на Совет. Значи Советот треба да донесе одлука за да тие бидат отпишани. Ние имавме пред неколку години отпис на такви дарувања. Тогашниот Совет, знаете сега што има фирми кои ги задолжиме со комунална такса, еден пример само, ако комунална такса. Со самата регистрација на фирмата, ние добиваме податоци од централен регистр, кој ги доставува за нас податоците и комуналната такса за фирмарина, ние долно заслужуваме. Значи, разоствува на податоци од централен регистр. Случува се фирмите да воопшто не преработат, случува се фирмите да работат па да ги затворат и да не ги ликвидираат целосно, меѓутоа да не работат, да немат никакви приходи и воопшто не можеме да ги наплатиме. А ние не можеме да ги отпишаме, ние како општина сега, се додека не ги донесат централен регистр дека е ликвидирана фирма. Такви документи ние немаме. Сето тоа треба да го образложиме на Совет, Советот треба да донесе одлука и
почнување својата както на заболела податците опишаме, надевајќи се дека некогаш фирмата може да оживее и за да можеме да го наплатиме нивниот долг, односно нашите поверувања. Инаку, да, треба да се поднесе, затоа што има фирми од много давно, да речем, кои што треба да се опишат, треба да се провери што наш податок, не треба да се достави своите могат да се опишат, да се влечат много давно. Имаме некои што треба да се опишат. Стварно, јавно са лицитирани, значи начинот е тоа. За ваша е понатам, одлуката да ви тражите. Начинот е тоа. Одговор. И само ще посебно отделна отговорност на водещите дирекции, значи сега да ги досам на някакви обични главности, които ще трябва да ги слушам. Значи на моята на следващото прашение поставям от моя страна, да е 2021 година беше отговорена дека основният дълг, т.е. купният дълг, промишлен дълг е 180 милиона динара. Сега гледаме на година по-късно, т.е. за периода, за който ние разправяме, дека е 190 милиона 397 хиляди. За кратки зъби 11 милиона динара, по-голем за разлика от лани истински период, що за мен е една сериозна обект, което кажа на исто пак е да казвам аз предвижиме и дека трябва този тренд да престане, защото ако не престане, имаме сериозни проблеми. Второ дело, което слагаме е да нагласаме отговорност на вредността на капиталните обекти, които са ингреденци на община Делчево. Имаме дека имат намална вредност изнесува 620 милион, а сега максималната вредност е 520 милиони или 100 милиони дена и по-малко. Амортизация. Баш точно това сега обръща когато следваща група, значи от тази причина надявам се да можете да бъдат отваряни за културно дом да не се амортизира и да поддържите, които ще се надяваме да се запълна на съд и от другите точки на дневна ред, за да... Обаче го поднесете го шутая. Да, ти видя. Тук не е само чуески теrenски гарища, които бяха възенко. Значи, детското омаранието на главата. Значи, тие си тези капитални обекти, които се поднема, попагите се размира, също възина на светлината. Иначе, вероятно всички тук знаем колко просто се поднема организация. Не е база, това е много по-малко на годишни работи, каза. Това е. Завършили ли разговор? Да. Благодаря. Дали някой друг разговор? Повече. Ще едно мое видуване само кратко цитирам. После на 31.12 дел ще има неплатени оборудване в изnos от 20 милиона 515 650 хиляди. Ще кажа нашия координатор. Сакам само да укажам на фактот дека пред 3 години имахме отпишување на вакви оборудвања кои не надминуваше 20 милиона и тогаш се дигна условието прилично голема фама дека администрацията не си я върши работата, каде е бил предходниот градоначалник. Па аз сега сакам истото прашање не во тој контекст да го поставам, само сакам да алудирам да се преземат мерки, овој долг да биде намален, бидејќи веќе е 25 милиони, што значи надминати се 5 милиони во однос на тогашната состојба, а сигурно дека до крајот колку не се преземат мерки, тие ќе надминат 30 и повеќе од 30 милиони. Значи, укажување дека тоа не е ниту винот на ниту администрацијата, ниту некој друг, меѓутоа ажурноста треба да се зголема и треба да направат напори тие работи да бидат намалени. Бидејќи тогаш беше зборот, тоа е најубавата улица во Делчево да се направи, се сеќавам на коментарите. Сега е можеби поубава од таа улица која тогаш требало да се направи, ама сега ситуацијата е таква што е, само гледана од друга перспектива. Благодарам. Благодарам. Дали някой друг разговор? Не, бидејќи никој не го разбори, затворам расправата по оваа точка, исто да ја ставам на гласа. Гласаме за усвојување на годишен извештај на општина Делчево за 2022 година. Кој е за? Против? Поддржани? Констатирам дека годишниот извештај е усвоен со 8 гласа за, 1 против и 7 поддржани. Благодарам на одговорност. Председател, може ли малко процедурално? Може. Значи, процедурално са едно само благодарам на съветче група на Добро да помален директор от една страна бе пообвинен дека не била држана комисија, за да се тргнат точките завршна смет и годишни извештај од дневниот ред.
рекла дека ќе постават многу прашања во врска со завршна сметка, беа поставени 2 прашања од страна на координаторот во врска со годишниот извештај. Едно прашање од советникот Сашко и едно прашање од советникот Оливер. Благодарам. Јас сакам само да замолам некој тичо да се врне на протокол знање кој што беше ви кажано станам сазвал, замолувам да поставите прашање под форма на следващи прашања. Таа причина за да не пушиме ние по средата, да самата точка, јас се надевам дека координатор се ќе буде активите до салата, дека подмина следните самата расправа, kada го замолувам кај работа за година, решим да донесем за урок. Значи имате записник, може да се посложи по записникот, къде што јасно е напишено и ще може да се донесем затоа за други. Оде прашање да ги поставят под формата на следващи прашања. Каде јас там може да имам лидери на неколку прашања имам и када за десет коментар за накрај. Добро, Кире, повеќе. Хвала председателе. Значи, вие рековте дека имате повеќе прашања во врска со годишната сметка и годишниот извештај. Значи, образлагачот на завршна сметка и годишниот извештај беше сега присутен и на него требаше да му ставите прашање. Во врска со завршната сметка и годишниот извештај. А не да прашате колку души се вработили, колку се како агенција за време вработување, колку се договор за дело, значи тоа се советнички прашања. А во врска со завршната сметка и годишниот извештај, образлагачот не беше тук и требаше да го прашате. Ајде да продолжим. Точка број 3. Предлог одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на градежно земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби од претходната година на подрачен на општина Делчев. Овој знак го има разгледано. Почитувани председател, почитувани советници, оваа одлука имате вие, секоја година ја донесуваме врзостува на почни цени години во претходната година. Со оглед на тоа што ние ги користиме овие просечно утврдени вредности и во предходната година и според некои согледувања наши анализи што сме ги говорили, сметаме дека треба да останат исти и за следната година. Значи, знајќи го предметите, договорите кои се догаѓаат кај нас, значи 90% од договорите за види се со договор за датак, дека нема вредност. Значи, нашата процена е таа, според табелите кои користиме, таму дека ќе добиеме некои вредности, нормално кога се утврдуваат просечните вредности, попаѓаат во ние енормни, ненормални вредности, кои се појавува на пазарот некојаш кога некој има многу интерес или кога треба да купа собствени или да прошират или се појавува нереални вредности кои не треба да бидат вземени во предвид и утврдување на пазарните вредности, така да сметаме дека овие цени треба со кои се утврдуваат и градежното и земјоделското земјиште треба да останат исти. Сега, ако има прашања, ако има нешто да дискутираме и смета некој дека треба да останат предпровени, јас можам че одговор. Благодарим на возлагањето. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој ва разговор? Ова е вера. Да кажам, бидејќи ги спомнат цените дека ќе бидат исти, дали година нешто се планира за измена на цените или дека вечно евентуално се бидат цени? Тоа е причината година да бидат променети намалени или зголемени? За да бидат намалени или големени, прво ние ги проценители, ние проценители во општината највеќе имаме увид на тоа до сега бехме Горан и ја, сега имаме уште 20 со положен изпит, значи и Тони и Емил. Емил повеќе време има увид на пријавените вредности на тоа. Ако се гледаме дека вредностите почнуваат да ни се разликуваат од оние што ние проценуваме, не утврдуваме, едно време луѓето напишаа утврдување на пазарна вредност, но сепак тоа е проценка која е приближна до некоја вредност. Кога ќе се гледа дека настанува такви промени, ќе интервенираме да ги анализираме и да видиме во кој обем ги тие настанат. Сега имаше некои промени, таму некои пријавени вредности ненормални со тие ниви што ги купуваат, ама тоа е веќе, мислам дека изминува, важно е да се задоволи и дека тоа нема да продолжи стојат на зголемување на цените на некои ниви, на некои само, не на сите.
Дали някой друг разговор? Само сега една да съобщение 6, съобщение 12, а да поемем примерите на Брусел, Габро, Брусел, Фило, се паги с 30 дни за да хваляте, а в силно би, че села бъде села останалят, постои 50 дни да бъде хвалят. Имаме някаква причина конкретни Најпрвите, секој дека има причина. Дури и утврдувањето на макролокацијата која се користи во проценката на недвижен имот, односно куќи, тоа е не ниви и земјиште, на недвижен имот се врши со намалување макролокацијата која влијае на вредноста на пазарот. Се врши со намалување, вика 50% од последната географска подрачна зона, која со секоја следно населено место со по 10% намалување. Добро, ке нас малку влијае малку локацијата само до неколку зони кои ги имаме, кои не се войско-планински и погранични, бидејќи таа неколку зона не се зима во тие области, кога се работи за објекти, за процента. Така да, и тука е гледано од тој аспект, а и некако продажни договори кои стигнат кај нас со реална вредност, кои сметаме дека имаат реална вредност. Секој дека Габрово и Зверов се многу по-близо живи села и многу по-близо до Делчево. И тие причини, мислим дека тие се реални вредности. Не, аз за това ми тръгвам прашение, пошо кое ако се вземе, да бъде малко локацията за, например, различни села да отидеш да платя повече, а е по-далеко от Делчево, от Дирич и Град Искрана. Трябва малко да платя или изток, или по-малко. Или, например, си Ожипа да платя колко да доси, а Ожипа е най-близко до малко локацийски, а доси най-далеко малко локацийски от Делчево. Защо Ожипа е много близко до Делчево, малко е някакви залепено с Делчево. А Доси е това така ми поведение въобще това само не да го питам, защото моята логика беше точно да вика малко локация, ама сега не как да се вземе на другата логика. Не е взело Чипала да плаги по Разловци, т.е. Разловци да плаги по Чипала, а ако отидете да плаги повече, да отидеш и да не стане. Ако ги гледаме по волностите, ние сме ги анализирали. Да речеме, Разловци има и канализацията. Очипала е од разбиен. Значи, ако вие вредности се вземат и во другите мали од Очипала, да речеме, би били много големи за... Така да гледаме се и тия фактори. Колко е близина на струја, колко е близина на вода. Значи, Очипала само најдолни дел, ја не знам дали помисля дека прима вода едни од другите има малски. Kada gledate, analizirаме си тия. Ако сметите вие дека има нещо, можем да ги повторно прегледаме, да видим дали го съгласим. Все пак е проценка, значи, чисто от съветуването во по-съвременните държави, дека има по-съвременни системи, дека има възпоставено во катастарен регистр на цени на градежно земјиште и на недвижимо. И таму, кога ќе стигнете во продажен договор со нереална утврдена вредност, значи веднага се пријавува, алармира и се пријавува на инспекции. И има възпоставено многу по-добар систем. Ние сме релативно нови во таа област, дори од 2005-та, почнуваат процентите да се прават кај нас по некаква методологија, која неколку пати се менува и се покушава да се усовршува. Која е некој начин рамка. Дали некој друг разговор? Бидејќи никој нема разбор, затварам расправата по оваа точка, исто да ставам на гласење. Гласаме за усвојување на предлог одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во претходната година на продажбите на општина Галчево. Кој е за?
Против? Нема. Воздържани? Нема. Воздържан 1. Констатираме да точката е усвоена с 14 гласа за и 1 въздържан. Точка брой 4. Завършна сметка на явната локална библиотека Илинден Делчева. Повиквам възлагачът. Тя ми яко подобни точка. Јелаба Илинден Делчево знаете при работа со две сметки собствени приходи наменска ротација пред да почне со детално образложување на приходите и расходите, односно средствата добиени од Министерството за култура, само ќе наведам дека во првите 6 месеци Јелаба Илинден трошоците ги подмируваше од сметката за собствени приходи, затоа што имаме многу малечка дотација. Блок дотација која ги одвои со парите за лични доходи ни остануваа за материјални и оперативни трошоци месечно по 26.000 дена. Состојбата на сметката на собствени приходи е таа да имаме приход од 240.350 денари, од кои 144.850 денари се од членство и 97.500 се пренесени од претходните години. Расходот е во висина на 241.728 денари. Разходите на оваа сметка, со тоа што годината на соби се извинувам, ја завршивме со добив од 622 денари. Разходите се следните. Комунални и грејење 49.896 денари. Сакам да напоменам дека тука се овие средства се стриктно наменети за електрична енергија, бидејќи лани во март месец дојдовме во ситуација за исклучување на струјата, па моравме овие средства да ги потребиме за да го подмириме до тогашниот доспеан долг. Друга ставка на која се има потрошено пари е набавката на книгите, значи 109.645 денара. Во првите 6 месеца набавката на книгите одише од сметката од собствени приходи, пошто од наменската дотација немавме средства. После 6-тиот месец, во договор со издавачките кутии не чекаа за наплата, штом помина ребалансот на буџетот, од септември беа подмирени сите постои. И за договорни услуги во висина од 70.375 денара, од кои се поделени на следниот начин: здравствени услуги, односно систематскиот преглед на вработените 4.800 денари, 1.680 денари се банкарска провизија за внесување на древниот промет, 20.000 се трошоци за печатање на книгата Паметници на Царево село, која беше издадена од страна на Јелаба Илинден минатата година, 45.895 денари се по основи на договорни услуги, во кои договорни услуги спаѓаат за исплата на управниот одбор за одржување на веб страната, трошоците за снимање и објавување на активностите на библиотеката. Овие трошоци се подмирувани од оваа сметка до септември. Тоа е за сметката собствени приходи. За наменската дотација ги имам следно во образлагање, значи наменската дотација е сметка на која што ние добивавме средствата од Министерството за култура. Купно имавме буџет од 6.310.801 денар, кои беа одобрени од Министерството за култура на 2 пати, и тоа првиот дел од буџетот беше висина од 4.902 денара, 4.903.801 денар, и вториот буџет, кој што помина со ребалансот на буџетот во август, 1.408.000 денари, кои ги имавме на користење од септември месец. На овие 6.310.801 денар беа и додадени средствата кои не останаа од претходната година, 28.699, тие се вишок од средствата кои што беа планирани за плати. Така да, купниот буџет во висина беше 6.339.500 денари за 2022 година, со што Јелаба Илинден искористи 6.314.199 денар. Останаа 25.301 денар. Од претходно кажано,
библиотеката на сметката на наменската дотација направи трошок од 6.314.199 денари кои беа распоредени на следниот начин. По основ на плати на вработените 5.122.176 денара, што значи дека ако од вкупниот буџет извадиме трошоците за плати, вкупно ни останаа 1.193.023 денари, кои беа распоредени по основ на трошоци на следниот начин. Стоки и услуги 798.075 денари, од кои за патни трошоци 5.000 денари, за струја 369.888 денари. Тука сакам да напоменам дека, имајќи во предвид лани, значи минатата година, до кој степен дојдовме, до 31.12, односно во текот на декември месец по договор со Евана, библиотеката уплати 220.000 денара за електрична струја, така што можеме да кажеме дека библиотеката моментално, гледајќи уназад како идат фактурите, ја имаме платено струјата заклучно со мај оваа година. Имаме за вода 14.020 денари, за телефон 30.975 денари, тука е вклучен и интернет. Тоа е месечно околу 2.300 денари. Потоа имаме за транспорт на луѓе 11.300 денари. Тука се трошоците за одење во Трезор, за одење во клон Македонска каменица по потреба, затоа што Македонска каменица е во Делчево, односно Македонска каменица, библиотеката е клон на ЈЛВ или Делчево, и превозот до Струга за надпреварот на млади библиотекари. Материјали сите инвентари имаме вкупно 184.951 денар, од кои канцелариски материјал 93.692 денара, за списание и вестници 43.460 денара. Значи, сакам тука да напоменам дека спаѓа дневните вестници кои што библиотеката ги набавува и плюс за стручни списанија. Поправки и тековно одржува и за хигиена имаме 45.469 денара, од кои сакам да напоменам дека на крајот на декември, пошто имаме вишок неискористени средства, се набавија средства за хигиена до мај. И фактурата беше уредно платена до 31.12. Поправки и тековно одржување 55.586 денара, од кои за софтверско одржување 26.450 денара. Тука спаѓа за програмата за сметководство и благања, за фискалната бажарењето секоја година, за хостингот на веб страната. За поправки и одржување на друга опрема 29.141 денара. Тука е сервисирањето на ТП апаратите, некои ситни поправки како например прави и монтирањето на две инвертни тиви кои библиотеката ги има набавено. Договори и услуги 64.639 денари, од кои се услуги за печатење и копирање 4.970 денари, тоа се сликите кои што ги поставивме по ходникот во скалите. Други договорни услуги 59.669 денари. Да не повторувам, значи тука се исплатата на членовите на управниот одбор, плаќањето на лицето за одржување на веб страната, кое е платено, тука сакам да кажам до март, пошто имавме вишок на средства и за снимањето на активностите ни е платено исто така до мај 2023 година. И други тековни расходи 61.716 денари, од кои за членарини во Сдружение 3.000 денари, библиотекарското сдружение на ниво на Македонија, и на други оперативни расходи 59.716 денара, од кои тука е за завршна пресметка, за купување, за подароци, за ситни потреби на библиотеката, за подароци за детска граните и за детска недела и за нова година, за дневниот центар и да не набројувам. Капитални разходи, за капитални разходи се потрошени 393.948 денари, кои се состојат од следното: купување на опрема и машини 132.948 денари, од кои
71.000 се рафтовите туку што ги доправивме до читалната, детското капче што е направено надвор, потоа некој ситен канцелариски материјал. Имаме и набавка, да не ја спомнувам, до сега немахме прва стокалка за одржување на хигиената, значи направихме прва стокалка. Тоа е тоа. Двете инвертер клими во вредност од 49.990 денара, зашто претходно не спомнав, тие се расипаа, па праќавме по договор на услуги за да ги поправат и на крајот па не работеа, така да освоивме средства за набавување на две инвертер клими. И вложување во нефинансиски средства. Тука е набавката на книгите во библиотеката, која е во висина од 261.000, значи купно библиотеката, книжниот фонд оваа година го има зголемено во вредност од 370.645 денари. На крај само да сумирам дека библиотеката во текот на 2022 година има потрошено 6.555.327 денари на двете сметки, од кои 5.122.176 се потрошени за плати, 132.948 за набавка на опрема, книги во висина од 370.640 денари и остатокот од средствата 930.158 денари се потрошени за тековна работа, односно за сите оперативни и тековни материјални трошоци, со напомена дека голем дел од тековните и оперативните трошоци и се платени заклучно до мај 2020. Благодарам на председачот. Отварам расправа по оваа точка, дали некој два разбор? Овој стимањи. Сега имаме рекони само едно преку општина. И да го наше финанси не. Значи општина. Само општината има. Ред, дали некој два разбор? Овој Јужевен. Вие имате доволно потрошени капитални разходи или повеќе, прашувам за библиотеката во село Радовци, нема ништо вложено. Дали на нешто ќе се обрати внимание, бидејќи знаеме дека таму сојбата не е иска како што е попред. Така сега библиотеката во село Раздовци е во склоп на Домот на култура. Значи објектот е на Центарот за култура. Ние таму не правиме инвестиции, таму моментално не можеме да работиме. Они има добиена проект, дали нешто инвестира, дали проект сега ќе реализира, това не знам. Навиде насочено Кон Центарот за култура, да. Благодарам, дали некој друг два разбор? Окей. Прашање е колку се приходите за членарина за минатата година од 2021 година и колку се расходите за набавка на нова почитна. Приходите од членарина 144.850, а за набавка на книжниот фонд е 370.640. Ние се трудиме секогаш барем минимум по 6.000 евра годишно да се одвојат за книжни фондот и само така се задржуваат читателите и на книжни. Благодарам. Дали некој друг два разбор? Овој има. За представителен прашањето ми е пошто новата литература во Ел Белина се набавува на 50 центри и согласно кои акт или регулатива сте ослободени од денеска остатка за излистот. Која законска тоа писмено да ти одговорам, инаку ние стрикно од издавачките куќи, они ми доставуваат на нас заедно со дека имат право да прават продажби. Значи сите библиотеки на ниво на Македонија прават набавки од издавачките куќи. А они имат лиценца за продажба, значи со секоја речиси, со секоја фактура, барем веднаш годишно ми испратат. За секоја фактура го имам, што да кажем. Благодарам. Дали некој друг два разбор? Значи, тоа што мери само руководство на библиотеката не дозволило да прават средства на парите, добар мери, добар потек, тоа што на тој начин се избегнува нарушување на истото
сега декарашен приход от членарини е по-мал от нападката на нова литература. А родът е во добра кондиција, не ли е логички, исто тоа е логички, што е определено работа во Општина Делчево да се го преземете вие како институција, да биде на терет на библиотеката, а не да биде на терет на Општината, пошто гледаме дека реално Општината работи со сериозни загуби. Мислам дека е нелогички, не е Општина да плаќа за превремените обучување на библиотеката. Сега вака ќе го образувам. Значи, библиотеката има приход од членарини 144.000 лани, од лани 144, да ја кажем и 300 таму колку беа денара. Трошокот во еден врвод годишно за да зима плата е 500.000 денара. Значи, ние ги добиваме платите со наменската дотација, со дотација, пошто сме од Министерството за култура. Ние не можеме да отпиме многу обработување. Гледајќи ги трошоците, значи реално, ние имаме 144.000 само приходи годишно. Поголемиот дел од трошокот ни одат од блок дотациите, значи нас не дотира финансиски Министерството за култура. Од Министерството за култура. Ние барахме вработување, а не не дават. Значи не дават, моментално се стопирање вработувањата секаде, сме реални. Тоа е тоа. Значи, много голема разлика е трошокот за плата годишно, отколку ние што имаме примање. Од друга страна, помогува души дека префраме многу пари, падене на струјата, толку месеци, падене на толку месеци. Да, ама ние за да имаме вработување, нас мора Министерството за финансии и Министерството за култура да ни го одобри тоа. Значи, процесот на одобрување секоја година бараме, ако ни веруват да не дозволуват. А ние што немаме дозвола, не можеме да работиме. Тоа е тоа. Поради настанатите кризни ситуации, тоа е тоа. Благодаря. Дали някој друг има? Јас сакам само да упатам големи похвалби кон библиотеката за сите активности, за поттикот и на возрастните, и на децата. Значи, имате навистина многу активности, секоја чест и продолжите и на истото тема. Процедурално, всичко треба да знае дека моментално не разговараме за стижици за работа, а разговараме за работа света. Трябва да видим дига малко на повечето ниво и да знаем защо трябва да Ако завршно, убаво си бидете слушателни. Убаво да се Дали некој друг разбор? Не. Бидејќи никој друг не разбор, затвора расправата по оваа точка, исто да ја ставам на гласање. Гласуваме за усвојување на завршна сметка на јавна фотокопија библиотека Илинден Делчев за 2022 година. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатирам дека точката е усвоена со 9 гласа за и 6 воздржани. Пауза 10 Не, добро.